Некако во последно време, цело време сум ориентирана да правам рецепти кои не потакнуваат од нашето поднебје. Тоа не го правам за да бидам интересна, дали за вас или за себе дома, туку го правам заради тоа што веројатно сум така расположена. Фалафел е храна, односно ќофтиња, кои потекнуваат од средниот исток. Таму се буквално основна храна, а мене ми се една од омилените. Фалафел прв пат пробав во Словенија како улична храна, а потоа можев да го конзумирам тука додека постоеше арапскиот ресторан, за жал веќе не постои. И буквално сум обседната со вкусот на тој преубав фалафел. Има скромна состојка од која се прави фалафелот. Фалафелот се прави од наут. Нашето поднебје изобилува со наути, делумно ни е една од оние храни кои цело време сме ги имале, барем за уживање, нели за како закуска, тоа е леблебијата, но ова е поинаков начин и јас се надевам дека ќе го прифатите и ќе си дадете една, не знам, издишка од секојдневните ќофтиња и ќе пробате фалафел ќофтиња. Денеска решив да ви подготвам фалафелот како фалафел, може да го јадете само како посебна храна, како оброк, но фалафелот и сендвичот од фалафел е основна улична храна во арапскиот свет. Решив да ви подготвам една пита, односно сендвич со фалафел, кој би можеле да го конзумирате во арапскиот свет и би имал автентични состојки како тие би го послужиле. Бидејќи денеска постапката е малце подолга, тестото го подготвив однапред. За сите точни состојки ќе ја видите тетрадката, значи се користи малку интегрално брашно, квасец, шеќер, вода и бело брашно. Ќе ја видите потполно, ќе ја видите тетрадката, но она што е најважно за питата е како се подготвува. Кога ќе стаса, а видите, ова е стасано тесто, односно целото е во конци, ќе направиме тенки пити. Рерната ја загреав на околу 240-250 степени. Внатре го ставив моето омилено садче на карес, тоа е таа гусаната тава. Внатре се грее веќе 30 минути. Жар жешка е. И начин на кој ќе ги подготвуваме питите е така како што би ги подготвиле на улиците или на пазарите во арапскиот свет. Ја отвараме рерната, фрламе пита, затвараме рерната, таа расте како буквално како балон пишиите и целта на овие пити за фалафел сендвичот се да направат џебави. Односно, начинот на кој се служат потоа се сечат на половина, се отвараат и внатре има целосна дупка. И внатре се полнат со сите прекрасни полненици кои ние ќе ги употребиме исто така денеска. Има малку брашно, набрашнете ја површината, убаво стасајте го тестото, значи на ова тесто му треба сигурно час и половина до 2, заради тоа што е замесено на меко. И апсолутно му треба простор и време, посебно натре ставаме интегрално брашно, иако е малку, мислам дека околу 40 на грама. Меѓутоа, му треба малку повеќе време да надојде и да создаде една совршена пита. Убаво размесете го топчето. Растегнете го благо со рацете, не треба да биде совршена кружна форма, но треба да го исукате тенко. Јас имам у вас денеска сукало. Него му дојде редот. И ставив интегрално брашно заради тоа што ми го има оној автентичен јаткас вкус и сакам да го има во. Мислам дека и автентична питата, арапската пита бред или пита леп се прави со илумно интегрално брашно заради јаткастиот вкус кој комплетно одговара со фалафелот. Убаво истегнете го и јас ќе ја земам мојата пита. Ќе земам една крпа и се надевам дека моите камермани ќе ја видат постапката и ќе ви ја покажат. Значи, отварате рерната, внатре се грее тавата, сува тава, или ставате масло, повлечете решетката и ставете ја пита лепчето, брзо затворете и затворете рерната. На секоја пита и треба околу 3 до 4 минути. Односно, ќе видите дека е готова. Сега веќе треба да се судри со топлината, бидејќи е висока температурата и ве почнува да се подигнува, прави еден џеб внатре. 3-4 минути ја вадите.
Без разлика не ја превртувате. Значи само ја вадите, ќе ви требаат штипалки за тоа и една по една ја ставате внатре. Најдобро е да ги подготвите од напред за да не ви изгора, заради тоа што навистина брзо се прават, 3 до 4 минути по пита. Јас ќе направам уште една за да не ми седи за џабе моето убаво гусано тавче внатре. Направете ја во гусана тава. Верувајте, ја прави целата разлика, доколку немате може да си купите ги има во карес, а гусаната тава, на пример кога би била нели на некој од оние прекрасни пазари во арапскиот свет, бивало една метална плоча надвор и на таа метална плоча како подсач се прават овие пити, а ова е модерна варијанта како да направите нешто слично. Набрашнете, заборавив да ја набрашнам, треба да бидат баш убаво набрашнети за да не се залепат. Баш дека работам со брашно, реши во црно денеска да се облечам. Браво, Маја, за тебе. Целата твоја несмазност ќе се гледа на телевизија. И мислам дека е. Не знам дали може да забележите, јас само ќе го отворам за да видите на кој начин треба да се направи питата. Не знам дали моите камери можат да го фатат ова, видите, целосно се направи мејор внатре и таков мејор треба да задржиме. Му фали уште минута до 2. Ќе продолжиме да ги направиме сите пити, а следно што ќе подготвиме ќе биде ќофтињата од фалафел со сите убави прилози кои одат во фалафел сендвичата. Ги подготвивме питите, еве веќе се готови, само сакам да ви ги покажам како изгледаат, ќе ги покријам со крпа, вака треба да изгледаат. Ќе ги видите дека се целите внатре полни со воздух. Така се целите и кога ќе ги исечеме, нас па ќе исечам една за да ви покажам, зашто мора да чекаме. Кога веќе сум кај питите, ќе ги сечеме на половина и погледнете како се отвараат на средина. Те тука малце можеби да се и внатре ќе ги полниме со сите убави работи кои ќе ги подготвиме. Бидејќи не треба да бидат цврсти, замоткајте ги во крпа да се душат малку и да се омекнат. И ќе продолжиме со правење на фалафел од ќофтињата. За да направите фалафел ќофтиња потребно ви е наут. Она што можам да ви го кажам со сигурност и немој да го тестирате, затоа што јас сум го тестирала неколку пати, со сигурност фалафелот нема да ви успее доколку потребите конзервиран наут. Значи во тоа ви гарантирам дека нема да ви успее. Причината за тоа е заради тоа што наутот треба да остои околу 12 часа минимум за да набабри. Оние кои се конзервирани или стојат во тегло, стојат долго време конзервирани и имаат повеќе вода. Значи фалафел со купен наут во тегла или конзервиран не функционира. Мора да имате свеж наут кој ќе го потопите. Мојот стоеше во вода 12 часа и веќе е спремен за да се подготви мојот убав рецепт за фалафел. Имам блендер, потребно ви е за мојот роботот на горење. За овој рецепт потребен ви е силен блендер, заради тоа што леблевијата, односно наутот, треба да го иситни до густина не можеби на хумусот, но да биде баш ситно исецкано и да биде кремаста текстурата. Внатре, прво ќе почнеме со додавање на ќе го затворам. И мојот има практичен отвор, ќе додавам се одозгора, она што ќе додадам ќе биде половина кромит. Ако сакате сте љубител на нешто по мек фалафел, односно посочен, ставете цела главица, јас ќе ставам половина, а другата половина ќе ја ставам како жив во салат, тестиот дел кој ќе го ставиме, значи имам половина. Го уклучам на најниска брзина и најпрвен ќе го додадам кромидот.
Внатре одат, морам да го сопрам за да ме слушнете. Ајде, сите состојки најпрвин да ги објасниме, а потоа само ќе ги додадам. 4 чешниња лук, од зачини користиме црвен пипер, ставаме коријандер, меленки, имаме една лажица брашно, малку сода и сето тоа го ставаме внатре, потоа оди наутот, на крај го додаваме макдоносот. Треба да направиме убава густа смеса. Почнуваме со додавање на наут. Маслиново брилијант масло. Секогаш внатре ќе додадеме малку брашно, мислам дека една лажица, за да ги соедини сите состојки. Баш една лажица. Имам сода, малку, и прашак за пecivo, секако на витаминка. Половина ќе ставам пакетче, затоа што треба да нараснат ќофтињата. И следната и последна состојка која ќе ја додадеме ќе биде еден цел грст мактонос. Јас мислам дека ова ми е баш доволно, треба да стане зелена, убава, густа смеса. Ќе го отворам, можеби, да. Ќе додадам уште малку маслиново, секогаш кога ќе видите дека смесата ви се згуснува, односно е тешка да се обработи, додадете секогаш маслиново масло, убав прстофат сол, треба да бидат убаво солени, на оваа количина треба доста, и имам црн бибер. Зачинете дарежливо. И неколку последни вртежи, на крајот треба да добиеме густа, зелена, убава смеса, која потоа ќе ја пржиме во длабоко масло. И целата смеса е при крај. Еве како треба да изгледа, значи густо, ако има по некој парченце, воопшто не се грижете, значи сето тоа повторно сега го пржиме во длабоко масло. Светло една убава резедо зелена боја која ја дава макдоносот и наутот кој веќе има направено убава и мазна текстура. Ќе си го чувам за да не прљам други садови и само да расчистам и се враќаме брзо со пржењето. Ќе загрееме едно тенџере. Фалафел ќофтињата ќе ги пржиме во длабоко масло. Бидејќи
средноисточната храна во основа користи маслиново масло како дел од тоа целосредоземна култура каде што маслиновото масло е во основа. Витамин К имаат помас масло кое трпи брилијант секако како бренд, кој трпи високи температури. Ќе наполнам доволно од прилика 5 см, односно доволно за кога ќе го ставам ќофтата со 2 лажици да пропадне внатре, а да може да се пржи еднакво од сите страни. Значи загрејте го маслото средна температура за да не изгори, иако значи треба само да го направите во темна кафеава боја од надвор, а внатрешноста да остане светло резедо зелена. Значи цела литра масло ми отиде во моментов. И начинот на кој се прави, додека почекаме маслото да се загре, начинот на кој јас ги правам фалафел ќофтињата, вие доколку сакате да имате целосна права форма, искористете некоја модла можеби. И јас ја правам, сакам малецки ќофтиња и сакам кога се во отприлика 1 лажица и со помош на 2 лажици правам исти форми, така добивам некакви јајцевидни ќофтиња и со втората лажица само ја пуштам целата смеса во маслото и потоа со превртување им треба отприлика 3-4 минути во врело масло за да бидат готови. Целата содржина може и вака да ја јадете, значи на овој начин апсолутно се прави хумус и може да искористите смесата за да направите хумус дополнително, само треба да биде помазно сомелен. И го почекаме маслото. И ставете го ќофтата да се пржи. Немој да им дозволувате да се допираат, не сакате да ви се распаднат. Ставете ги во растојание ќофтињата, а со користење на 2 лажици секогаш може да се осигурате дека ќе имате еднакви, убави, нежни ќофтиња. Вкусот на фалафелот ми е толку автентичен, значи на вистина би можела цело време да го јадам. Општо сум љубител на средна, на арапската кујна, мароканска, се она што е сполнато со зачини мириси. Навистина многу ми се допаѓаат. Ке ги пржиме сите додека не добијат кафеава, значи темно кафеава боја е готовата боја за готов фалафел. Еден сендвич фалафел, јас ќе ги имам цело време на око фалафелот и целата смеса, но за тоа време можам да ги подготвам сите останати состојки. Уличната храна секогаш е креативна. Таа има неколку слоеви и најчесто е нешто што може да го наставате на некој парче леп кој може да го понесете со вас и да го купите во некоја трафика, на некоја тезга. Тоа ја прави уличната храна неодолива и прекрасна. За еден перфектен, според мене, фалафел сендвич потребни се неколку слоеви. Јас денеска ќе искористам традиционален намаз хумус, кој исто така се прави од наут. Меѓутоа малку ќе го збогатам, ќе додадам малку црвен пипер, затоа што сакам да има по-зачаден, по-јак вкус и ќе ставам маслиново масло. Денеска звезда ни е брилијант, затоа што без брилијант немаше да може да ги подготвиме сите овие прекрасни состојки. Бибер, за да го зачинам дополнително. И убаво ќе го промешам, затоа што тоа ќе биде едниот намаз. Најчесто во фалафел сендвичот имате 2 намази, доколку не ставите хумус намаз, најчесто се користи баба гануш. Јас си покажам, мислам дека ви покажав како се прави баба ганушот. Баба ганушот е намаз кој се подготвува од таан и модар патлиџан, печен модар патлиџан. Јас денеска се одлучив за хумусот, бидејќи ми одговара во целата автентичност на мојот сендвич, но вие може да направите ако сакате и баба гануш совршено одговара и е со арапско потекло. Ќе земам една чинија, тука имам павлака. По павлаката ќе ставам малку сол, црвен пипер, извинете. И за да ги спојам сите оние вкусови, ќе ставам поеднош само малку ким и малку мелен коријандер, само малку. Ќе исачкам убаво ситно магданус, одлично би одело нане во целата комбинација, меѓутоа не успеав да најдам свежо нане за денеска да го ставам во млечниот намаз. Ситно исечкајте магданус.
А знаете ли како сакам во македонска верзија најмногу да го конзумирам фалафелот? Со охридско макало. Да, со охридско макало. Апсолутно ми е победничка комбинација. Само испечен фалафел, дури не сакам ни со пита леп да го конзумирам, и така кјофтинцата во охридско малку макало и е неверојатен вкус и комбинација. Направете го. Белиот сос, односно сосот од павлака, ќе ставам само една капка, 2 лимон, затоа што сакам малку да ми закисели. И промешајте. Тоа ќе биде белата состојка, односно кремастата и млечната состојка. Веќе не е ова вегански оброк, доколку сакате само вегански оброк, држете се само до хумусот. Само измешајте. И она што е задолжително во секој хумус сендвич, односно секоја храна која може да ја поднесете со вас, е малку салата. Односно, фали во секој тој загриз да имате свежина. Јас денеска одбрав класично нешто што би го нашле во секој фалафел сендвич, тоа е домат, краставица и малку кромит. Ќе го исечам на многу тенки кришки, а бидејќи ножот ми е наострен со острачот на карес, тоа е возможно. Секогаш се одушевувам колку како лист може да исечете домат. Како тоа го прави? Некои сите состојки денеска повторно ги добивме од Пакет МК. Знаете дека Пакет МК имаат најразлични оддели на нивната веб страна и таму може да најдете шпајс, наут и можете да изберете време кога вашата храна која сте ја избрале ќе биде доставена на вашата врата. Многу сум благодарна што имаме помагатели односно пријатели на емисијата кои имаат многу квалитетни намирници, квалитет во своите услуги и можам јас да бидам слободно креативна и да создавам рецепти за вас. Имам и вакво помагало со кое каресме опреми. Би треба кујска хартија, која ќе ја ставиме на една чинија, за да ми ги прифати моите убави фалафел кјофтиња. И кога се е готово, ги испрживме фалафел кјофтињата, направив еден куп. Апсолутно сакам да ви покажам како јас би ја направила, би сакала да го конзумирам. Пита лепчињата кои ги направивме имаат внатре дупка и начинот на кој јас сакам да ги конзумирам е со тоа што ќе ставам хумус. Малку ќе наредам салата. Оцепа малку. Салата. А во сите тезги кај што кромит, кај што би земале фалафел сендвич, секогаш би ви го послужиле со салата и во тоа прекрасно џепче ставете убави ќофтиња. И начинот на кој ова се конзумира доколку го купите на улица, ќе ви го завиткаат во една убава салфетка и ќе си го гризнете и ќе уживате во вкусот. Доколку сакате, додите чекор понапред и да направите фалафел со кого би изненадиле некого можеби. Земете ја пита, лебот, гледате тие се меки целите и заборавив да ставам најважното нешто, значи врз фалафел сосот, секогаш доаѓа убавиот јогурт сос. Ке ме чека да завршиме. Ова е едното. Другиот начин на кој се подготвува оваа пита или фалафел сендвич е со тоа што ќе намачкате како гиро кога би направиле. Ќе ставите подлога од салата. И боне се служува. Кромит. Ставете 3 ќофтанца, доволно за секое гризање. И јас би сакала
да ви покажам како ги конзумирам најчесто кога одам на тој пазар за брза храна во Словенија. Ви даваат хартија за печење и сандвичот се мота и го добивате секогаш заврзан, за да може да си го исконзумирате па на некоја клупа или на некој убав, не знам, пикник. И тоа беше се за денеска. Ви подготвив фалафел сендвичи кои можеби не се од нашето поднебје, но ви ветувам дека доколку им дадете шанса, тие ќе станат редовен оброк во вашиот дом. Можеби делуваше комплицирана постапката како се прават, но ви ветувам дека тоа не е така. Само подгответе ја смесата, таа може долго да стои во фрижидерот. Можете, значи целата таа смеса која ни остана, може да ја ставите во тегли или во некоја кесичка со зипер и истата да ја направите подоцна или секогаш кога ќе сакате да конзумирате фалафел. Замотани на овој или на оној начин. Ова е мојот фалафел сендвич, односно улична храна од средниот исток. Се надевам дека ви се допадна. Не е стандарден и необичен, но јас ви ветувам дека доколку го пробате како рецепт, ќе биде дел од вашите трпези, бидејќи стварно вистина едноставно се прави. Го покиснувате наутот, го блендирате со сите зачини и прекраснотии кои ги ставивме внатре. Пржите ќофтиња на најстандарден начин на кој ние пржиме во Македонија и го добивате ова мноштво на вкусови. Се надевам дека ви се допадна и се надевам дека ве привлекува преку малите екрани. А јас им благодарам на моите помагатели Витаминка, Каре, Пакет МК и Горење, кои секогаш стојат зад мене и зад моите дури луди идеи да создавам храна која не е од нашето поднебје, а секогаш ме опремуваат со соодветни производи и состојки за да можам да ги искреирам сите рецепти кои сум ги замислила. Ние се гледаме веќе утре, а до тогаш останете ми добро и во добро расположение.